Скопјани денес може да здивнат. Снегот кој синоќа наврна во главниот град значително го подобри квалитетот на воздухот и од најзагаден во Европа го искачи Скопје на 64-тото место на листата најзагадени градови во светот. Ова го покажаа последните ажурирани податоци од платформата IQR, која го следи квалитетот на воздухот на глобално ниво. Според ниво метрополата забележливо е значително намалување на загаденоста и прочистување на атмосферата. Податоците на светскиот индекс за квалитет на воздухот исто така покажаа дека во изминатите 12 часа во поголемиот дел од градот од изутрината воздухот е добар до умерен. Чаир и Козле се местата каде е забележано намалување на PM частичките и квалитетот на воздухот се смета за задоволителен, а загадувањето е со мал или никаков ризик. Во центар Гази Баба, Карпуш и Ѓорче воздухот е умерен и може да биде проблематичен само за оние со посериозни здравствени проблеми. Еден од најкритичните делови останува Лисиче, каде концентрацијата на PM10 частичките достигна 90. И покрај ваквото подобрување, експертите предупредуваат дека ваквите промени се привремени и дека е потребно континуирано спроведување на мерки за подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје. Премиерот Мицкоски неодамна најави системски мерки за намалување на загаденоста на воздухот и детален план, чија крајна цел ќе биде чист воздух и здрава животна средина. Ние сме сега во потрага по партнери кои што на основа на пазарни услови, а не на привилегирани, како што имаше стратешки инвестиции во минатото, заеднички со владата ќе вложат во систем на затоплување на нашите домови, кој што ќе биде резултат на согорување на природен газ. Да предупредам, тоа нема да биде денеска, следната недела ќе биде исчистен воздухот. Можеби за 3-4 години од денес. Министерот за животна средина и просторно планирање Меджити ја представи новата планска програма за почист воздух 2024-2030. Со анализите на Светската банка, UNDP и други релевантни институции ги знаеме точно причините зошто имаме таков воздух и работиме повеќе на отстранување на тие причинители. Инаку изминатиот период Скопје често се наоѓаше на листата на најзагадени места во светот, особено во зимските месеци кога комбинацијата на грејната сезона и зголемениот сообраќај придонесуваа за високо ниво на загаденост. Токсичниот воздух кој го дишат со недели ги принуди скопјани да ги ограничат своите активности на отворено, особено кога вредностите на PM10 частичките на мерните станици достигнаа опасни нивоа. Според досегашните истражувања се проценува дека загадувањето на воздухот придонесува за над 4000 предвремени смртни случаи годишно во Македонија. Според Институтот за јавно здравје, околу 20% од сите смртни случаи годишно се последица од загадениот воздух.